Луѓе мои, 30 години патувам низ Република Македонија, 30 години ги посетувам наши убави македонски села, а пак исто така да напомнам околу 30 години го крстарам Маријово и Прилепскиот и Битолскиот и Тиквишката регија. Ете, после 14 години, според Господовото провидение, на самиот заслог на празникот на православниот христијански празник, Свети Архангел Михаил, дојдовете, така да речам, повторно во селото Скочевир. Наминав овдека во селото Скочевир да направам еден нов документарен запис за животот на селото Скочевир. Сите оние приказни кога бев тука пред 14 на години, што остана недораскажани, да ми ги дораскажат мештаните до ова село, а пред се од тие што ги остави пред 14 години, ако се уште според Господовото провидение се здрави и живи, а пак ако не се ќе намирам во тука во Српската црква на гробиштата, да се обидам да ги прочитам нивните имена и презимина, да их запалам во една свеќа, да давајќи се дека на овој денешен ден ќе ги најдам нивните синови, черки, внуци, правнуци, зетови, тие да ми ги дораскажат приказните кои што останаа недораскажани за селото Скочевир, а се разбира и оние стари јадети обичаи за кои што се правеле овдека во ова село, за сите наши македонски православни христијански празници, како што е и празникот Свети Архангел Михаил. Почитувани мои, предлагам да, морам малку така да речам да ги попалам и моите соработници, а воедно и дел од членовите од продукцијата, од менеджерскиот и на продукцијата Маријо Филм. Тоа е мојот снимател Виктор Костовски, тоа е Тимче Ковиловски, а кој што, така да речеме, еден од одговорните за сценографскиот изглед на ова репортажа и на сите репортажи кои што го правиме, а се разбира дека овие репортажи не би биле го потполни во целост, ако не е тука еден од најпознатите денешни современи македонски, но познати етнолози, географи и историографи, но не само во Македонија, не само во Балканскиот полуостров, на Балканот, туку широм Европа. Професорот Драго Самировски. Почитувани мои, сето она што ќе биде снимено овдека, и сето она што ќе ги дознаеме тие приказни, како што напомнав, останаа недораскажани. Пред 14 години од мештаните од ова село, селото Скочевир, ќе бидат преточени во ова репортажа. Гледајте и уживајте. Ете сте тука во Скочевир на заслогот на празникот Свети Архангел Михаил. Утре, како што напомнав, ќе бидеме тука присутни и на утринското богослужение. Овдека се наоѓаме на Скочевирскиот мост, кој што овдека пред многу векови овој мост бил изграден од камен, дрво, каде што според таа стара легенда трите моми оваричи го се фрлиле тука за да не
ја смерат верата православната да бегот неки подрчи се преле тука во реката Црна. За самиот влез имаше поновно виши операцијата. Дали работи? Ако не работи, дали стои таа операција кој што пред 80 години Ангарија била направена, каде што мештарите до, ајде да речам, до пред 14 години кога бев тука ја дојден, се уште работеше, дали што тука тие се собира на времето, си муабете, си ги кажува своите приказни за животот на селото Скочевир, за денот како го поминале, за свадбите, за крштепките, за венчавките, а бога ми и за воените збиднувања, боиштето овде како што од 12-та година па до 2018-та 6 години овде биле туѓите војски, овде били за времето на Првата светска војна Македонскиот фронт. Според оние пишани документи овде во овој дел на Македонија, од двете страни, во Агенскиот и во Вардарски дел на Македонија, биле присутни некаде околу 1.500.000 војници. А уште што е потрагично со самата гранична линија поставена 13-та година од Букурешт по делот на Македонија, од тогаш почнува да умира Маријово. Во 1952 година, според тогашниот попис, но меѓутоа и според пописниот дефтер на Турската империја во 1912 година, регионот на Маријово во делови на Меглен, на Воден и на Кукуш бројал околу 52.000. А иначе може да заклучам дека трагедијата на Маријово и на маријовци, опустошувањето на Маријово започнува со Галичната линија во 1913 година, па со до ден денешен. А овде исто така ќе напомнам дека селото Скочевир се наоѓа во завојот на Црна, каде што е опеан, таа песна е испеана за времето на Првата светска војна. Ако ќе прочитате низ овој дел на Маријово, сите цркви има гробишта, сите манастири има гробишта. Освен оние гробишта кои што има и француски, има и српски гробишта. Да бидем реален дека никаде во овие српски гробишта, француски гробишта, никаде не пишува дека погинал Митре, Петко, Најдо, Лазар, Котев, или пак да речеме некои други знаени и незнаени мештани од овој крај. Но меѓутоа, иако на оние француски или српски гробишта тоа не постои, имината и презимината на овие кај што се погребани тие војни кои што биле мобилизирани од нивните родни пријатели, онаму кои што се родени тука во Скочевир, во Сливница и во Крумази или па било каде широко во Македонија. Но кога ќе дојдете било кое село, кога ќе дојдете во црквите кои што се гробијански цркви, таму ќе ви кажа дека овде каде на ово место почина мојот прадедо Митре, мојот прадедо Петре, мојот прадедо Велјан и така ова речи го тој паметник се пренесува од генерација на генерација. Почитувани мои, еве,
После 14 години се наоѓа тука во Селската соборна црква во селото Скочевир, Свети Никола, каде што исто така, тогаш кога ја правев првата документарна репортажа за селото Скочевир, на сам ден на заслугот на празникот посветен на Свети Архангел Михаил, како што и ова господово лето 2025-тото, на самиот ден на Свети Архангел Михаил, на празникот овдека кој што човекови мештаните од ова село си го празнуваат во манастирот кој што го носи истото име Свети Архангел Михаил. Тука се наоѓам и полна ми е душата. Се радувам што повторно го најдов спомен обележјето на македонскиот револуционер, иначе внук на апостолот на македонската револуционерна борба. Просите малце што морам да се забришам, Жешко е 11 август. Тоа е Владимир Чопов, кој што е внук по неговата сестра, најстарата сестра на Гоце Делчев Руша Делчева, каде што овдека во виород на Првата светска војна, таму некаде во пробојот околу 18, односно 15 септември 1918 година, кој што претходно бил мобилизиран од бугарската војска. Така е запишано во историјските записи, според оние што јас ги имам истражено во избиративе години. После пробојот на 15 септември 1918 година, тука на самиот излез од селото Скочевир, во самиот црковен двор на црквата Свети Никола, е погинат, а тука му се наоѓа и вечето почивалиште, а пак во 1952 година неговата братучера Велика Лика Чопова го подига ова спомен обележје и ете до ден денеска тука почива Владимир Андонов Чопов, кој што иако бил мобилизиран во разните војски за време на виород на Првата светска војна, сепак својот живот го завршил тука во Македонија, во тогашната Вардарски оддел на Македонија, денешна Република Македонија, а неговото потекло е од градот Кукуш, Егејски оддел на Македонија. На ова спомено обележје е запишано: на ова место за време на Првата светска војна 1918 година е убиен 29 годишниот војник Владимир Андонов Чопов, роден во Кукуш, Егејска Македонија, внук на Гоце Делчев. Плочата ја подигна Велика Лика Чопова. Ете, па едно рекол ми се исполни душата што се уште тука се наоѓа ова почивалиште и ова спомено обележје, каде што мештаните од селото Скочевир, иако денеска во ова село има само еден жител, кој постојано живее, а според личните карти кои што ги имаат мештаните од ова село во Битола има некаде околу 50 жители, значи не е заборавено село. Но ете еден апел до македонските власти, до македонскиот народ, да дојде овдека и да го малку посреди ова спомено обележје, затоа што покрај апостолот Гоце Делчев, кој што денешното почивалиште во мавзолеот во Скопје, во црквата Свети Спас, да се одбележи и ова почивалиште на ова револуционерно семејство, кој што нивните идеали преку револуционерната македонска организација која што е формирана 1893 година,
преку Илинденското востание, преку најуспешното востание на македонскиот народ, тоа е 11. октомври 1941 година, со првата пушка која што е испалена во Прилеп и во Куманово, каде што после 4 годишна крвава војна се остварува идеалот на многу наши генерации македонци и да самиот втор Илинден 1944 година во манастирот Прокопчински и 8 септември денот на зависноста преку референдумот да постои, да се формира, обнови македонската држава, но пак едно би рекол да дојдат да го одбележат ова спомен обележје, а пред се би рекол до нашите таскали, професори, особено оние учителите од веленска настава, да го посветат ова, Скочивир да го посвета ова спомен обележје, но не само ова, вечето почивалиште на Владимир Андонов Чопов, туку и на сите наши и комити, војводи, и партизани, кои што го положија животот на ударот за слободна и независна Македонија. Нека му е вечна слава на Владимир Андонов Чопов, внукот на Гоце Делчев, чија спомен обележје кој што напано 1952 година го подига неговата вратучета Велика Лика Чопова. Почитувани мои, ова е зградата, кооперацијата. Полна ми е душата, се радува стварно што се уште стои ова кооперација која што напомнав дека пред 18 години ангарија мештаните до ово село ја направија, ама ете за жал е затворена. Да видам, искам малце и емоциите ми се вратија кога дојдов тогаш. Полна беше продавницата, тука имаше една греда каде што беа поседнати мештаните од Скочивир. Денеска, за жал, ниту таа работи, ниту таа греда постои, ниту мештаните се тука поседнати, бирка да се напијат, лапмови да се направат. Да видам реален, по мој прв впечаток, селото Скочивир е навистина заборавено село. Дојден сум тука, емоциите да видам реален ми вријат, а посебно, така да речам, ме обседнува тага од пожарот што го фати ово село пред 2 години. Ова зелена убавина што беше тогаш при 14, ја однесе пламенот, ветрот и ќе треба долго време да тоа се реобнови. Но пак ќе речам, иако селото Скочивир напомнав дека е спаѓа во тие заборавени села, единствено место кој што еднаш ќе барам во годината, како и во сите села во Република Македонија, сите ние се раѓаме и заминуваме, ќе се собериме некаде во градот за свадба или за венчавка, а во нашите села ни остана уште црквите и манастирите, да се собериме и да се видиме и на, како што реков, се раѓаме, умираме и на погребите тука, да го испратиме наши родни, на пријател, како што е и во секое село, така и во селото Скочивир. Почитувани мои,
Бога ми, мерак ми беше што ете овдека во Маријовско, поточно речено во битолскиот дел на Маријово, овдека покрај завојот на Црна. Бога ми, мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе после 14 години повторно да дојдам овдека во селото Скочевир, повторно овдека да дојдам на славата на патрониот празник на ова село, поточно речено заштитникот на селото Скочевир, посветен на Свети Архангел Михаил. Овдека дојдов после 14 години, исто како што тогаш дојдов на 26 јули 2014 господово лето, каде што овдека во овој манастир исто така направив документарен запис. Почитувани мои, полна ми е душата што ете овдека јас ќе бидам гостин на самиот празник, на самото празнување, овдека во овој манастир, а пред се ќе бидам гостин на вечерната богослужена литургија, со која ќе чиноначалствува парохискиот свештеник од Битолското црковно наместништво, на вечерната богослужена трпеза, која ја подготвија мештаните од селото Скочевир, а исто така ќе присуствувам и на утринската литургија и на благословениот ручек кој го подготвија мештаните од селото Скочевир, црковниот одбор и овогодишните домајчини. Почитувани мои, пред да го видите документарниот запис од засловот од вечерната богослужена литургија со која чиноначалствуваше парохискиот свештеник од Битолското црковно наместништво, вечерната богослужена трпеза, кои што ја подготвија мештаните од селото Скочевир, заедно со манастирскиот одбор и овогодишните домајчини од утринската богослужена литургија, со која чиноначалствуваше парохискиот свештеник од Битолското црковно наместништво, заедно со соборскиот народ, благословениот ручек кој што го подготвија мештаните од селото Скочевир, манастирскиот одбор и овогодишните домајчини, предлагам да ве запознаам со црковно-манастирскиот живот овдека во селото Скочевир, но не само овдека во селото Скочевир, туку ширум Битолскава регија, на еден од најпознатите современи македонски етнолози, географи и историчари, професорот Драгослав Миновски, кој беше дојден во оваа регија во нова истражувачка мисија. Од север кон југ, од исток кон запад, како на љубави цветови на христијанството, црквите и манастирите во Македонија се расфрлани, привлекувајќи го погледот на љубопитните и поканувајќи ги патниците да дојдат и да ги посетат. Со векови, овие храмови биле чувари на духовноста и историјата во овие региони, спасувајќи ги вистинските вредности од заборав и презентирајќи ги на новите генерации. Без разлика дали станува збор за древните средновековни манастири со кои Македонија со право се гордее пред светот, или пак за поновите цркви што добротворите низ целата земја ги оставиле за идните генерации, во нив секогаш се чувствува истиот мир. На нивните ѕидови, на љубезните лица на светците, во очите на Христос и нежната насмевка на Дева Марија, минатото оживува, а тајната на вечноста се шепоти на иднината и на сите што се подготвени да ја слушаат. Секој што се осмелува да се впушти во патување за запознавање и посета на свети места низ цела Македонија, всушност се впушта во патување за откривање на сопствената духовност, на самопознание и мирот што е толку неопходен за современиот човек. Денес, со гордост можеме да ги поведеме сите патници, и странски туристи, и домашни љубопитници, на патување низ Македонија и да ја откриеме убавината на црквите и манастирите низ целата наша земја. И со целото богатство и приказни скриени таму, секоја минута од оваа одисеја ќе биде запаметена од нив за секогаш. И денешно во наше собирање овде,
всушност е за одбележување на едно траење и за еден духовен континуитет кој самиот за себе многу кажува, а уште повеќе сведочи не само за минатото, туку и за сегашноста и за иднината. И денешново чествување, како и многуте други одбележувања, најмногу го потврдуваат нашето охристовено битисување, како и нашата црковна вистина и нашето црковно право на самобитност и автокефален живот. Настанов, што не собра, е еден од аргументираните начини како најдобро да го представиме нашето милениумско траење преку наследството посветено на Бога и на неговата вистина, како и за љубовта кон него меѓу православниот народ во Македонија, а во исто време и да го посведочиме нашиот духовен раст, изразен низ сакралното творештво, нашето највредно и најтрајно богатство низ вековите до ден денес. Овие наши православни светилишта се живи споменици, а не само некакви експонати, некакви предмети со културолошка и со духовна важност. Велам живи, зашто најмногу преку нив и со нив се изразувале оддаденоста и животот посветени на Бога. Впрочем, пред нас се дела оформени и создавани преку и за верата, молитвата, богослужението, љубовта, надежта, копнежот, трпението, покајанието. Ова се дела од кои извирала постојана надеж во времињата преполни со невремиња и со најразлични искушенија. Затоа толку и траат и се живи до ден денес. И не поради квалитетот на нивната материја, зашто има многу дела кои достигнале старост поради добрите материјални аспекти, но немаат живост, не се живи. А делата што се пред нас се создадени за и ден денес да бидат истото што биле некогаш. А ние, како наследници на тие нашите боголюбиви предци, творци на вредности, што еве траат и во нашево денешно време, покрај тоа што треба да сме им благодарни, потребно е да покажеме и доволна грижа и љубов, за да може создаденото од нив да дочека нови поклоници и да доживее средби и со идните наши поколенија. Очигледно е временското растојание од нивното до нашево време, но тие и денес, веруваме јутре, како и до вчера, ќе имаат истата мисија и ќе продолжат да упатуваат кон истата цел за која биле и наменети, да ја истакнуваат религиозната зрелост, а во исто време духовно и морално да воздигнуваат и да насочуваат кон причинителот за кого и се создавани, за Бога и за неговите светии. А минатото и сето она што некогаш е создавано се темелот и на сегашноста и се залог за иднината. Затоа овде представеното нам ни е блиско како и на оние пред нас и такво ќе им биде, веруваме, и на оние по нас. Впрочем, и ние, современите христијани, треба да бидеме такви, да создаваме вредности што ќе се продолжеток на минатите славни времиња, но и такви кои што ќе не надживеат. Потребно е да создаваме дела што ќе останат да траат и по нас, а такви се само оние кои се создадени во слава на Бога и за неговите светии. Не смееме да подзаборавиме на нашите обврски кон сакралното и кон културното наследство, затоа што, ако вистински се грижиме за создаваното пред нас, ќе знаеме како да создаваме ново. И овие одбележувања, како денешново, ни се можност и да се подсетиме и да се поттикнеме. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете овдека во Маријовско, поточно речено во битовскиот дел на Маријово, овдека покрај завојот на Црна. Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе после 14 години повторно да дојдам овдека во селото Скочевир, повторно овдека да дојдам на славата на патрониот празник на ова село, поточно речено заштитникот на селото Скочевир, посветен на свети Архангел Михаил.
Овдека дојдов после 14 години, исто како што тогаш дојдов на 26 јули 2014 господово лето, каде што овдека во овој манастир исто така направив документарен запис. Почитувани мој, како мештаните од ова село го прославува празникот посветен на Свети Архангел Михаел, како мештаните овдека си го правеа заслугот, како мештаните присуствуваа на вечерното богослужение, со кое чино начествуваше парохискиот свештеник на Битолското црковно наместништво, заедно со соборскиот народ на вечерната богослужена вечера, што го припремија мештаните од ова село, заедно со овогодишните домајчини. Предлагам да го проследите документарниот запис во многувековното манастирско духовно скочивилско светилиште, манастирот Свети Архангел Михаел. На Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. О мир да се помолиме на Господа. Господи помилуј. За мир од небото и за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. За мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Когато него со вера набожна страх Божи, да се помолиме на Господа. За високо преосвещенешиот митрополит наш Петар, за честно свештенство преподобно монаштво, за сите во Христа ѓакон се сирки, за сите луѓе да се помолиме на Господа. За благочестивиот и православен народ наш Христолюбив воинство, да се помолиме на Господа. За да го помага во се да покори поносете негови, секако непријател противник, да се помолиме на Господа. За овој град, за ова света обител, за секој град земја и за сите кои живеат во нив со вера, да се помолиме на Господа. За благотворен воздух, за изобилие на земни плодове, за мирни времена, да се помолиме на Господа. За оние што плуват, патуват, полетува, страда за заробените и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Да се избави вода и воздух, за болните, страдалците, за оние кои се во робство или во затвори и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, се молиме на Господа. Господи помилуј. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Господи помилуј. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, еден друг и сиот наш живот, на Христа Бога да го предадеме. Преде Господи.
Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонување на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Да се помолиме на Господа. Аница, Кристина, Михајло, Михаела, Александар, Ангела, Драги, Роза, Ивица, Давид, Лео, Везна, Ваница, Наташа, Јонче, Михаил, Мартина, Евгенија за здраве и спасение, за Симеон с домом за здраве и спасение, Марвијана с домом, с чадом за здраве и спасение, Јованка с чадом за здравие и спасение на сите овде присутни, да ги спомни Господното царство, постојано сега секојаш и во вечни векови. Уште се молиме да се запази овој град и ова света обител и секој град, земја од глад, комор, земјотрес, потоп, оги, меч, напаѓање, туѓи цими, бисемни војни, да биде милости да го након добри човек и Господ наш, да отклони секако гнев, што се подига против нас, да не изведе своето правно наказание, да не помилува. Уште се молиме Господ, Бог да ги услиша молитвениот глас од нас грешните, да не помилува, услиши не Боже спасително надеж, надежни сите краишта на земјата, и сите кои се дали по помарањата, милости, милости, кон нас грешни, зашто се Царево, радуй се, благодатная Материя, Господь с тобою, благословена ты жена, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Царево, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты жена, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Небесни воинства, архистратиже, молим вас, преисполните достойни, да вашими молитвами погасише нас, и наш кој си благословен. 5 хлеба и си наситил 5000 луѓе, ти самиот благослови
овие лебови, пшеница, вино или и умножи во игра тоа света, обита во нашата ткојна Македонија, во целиот Твој свет и верните кои ни јадат освети ги, зашто Ти си кој благословуваш, осветуваш се Христе Боже наш, и Тебе слава Ти вознесуваме со безлучетниот Твој Отец през свет, благ и животворен Твој дух постојано сега секогаш и во вечни векови. Бога Ти онишаша и озјалкаша зискају стиже Господ не нишација Нека дела за многогодини, За многу години да види. за заслугу за празникот Свети Михаил Архангел. Што денеска ќе се прави? Гравче посно нормално во пости сме. Така. За колку гости од прилика? Или сполајмо колку Господ ќе донеси? Абе Господ ќе се донеси до нас свет само битно е најден не хладиме, некаде околу 850 до 900 гости ќе. Така. Имаме спремно ние, ево го веќе одека почнеме по порека еден лонец полонец изваваме. Така. Иначе имаме одека 6 лонци. Така. Твоето име и презиме? Јовче Кипревски од село Подмочани, Преспа. Подмочани. Подмочани. Кој му е слава на селото? Селска слава ни е Ѓурѓевден. Така. А тебе куќна? Кук на мене ми е Ѓурѓевден како селска слава и Митровден. Митровден. Така. А исто имаме манастир Преуба Свети Петар и Павле, кој таму се наоѓаат гори през Панскиот крст. Многу посетено место и многу добро за одмор, рекреација и сепак за молба према Господа. Да се упатит молба према Господа. Што е тоа што те влече, кој е поривете вака да ечиме за овие наши македонски православни празници, да бидам реален во нашава Македонија, во нашите села, по негде го да остана уште црквите, манастирите, да се видиме, да се собериме. Што е тоа што ти да бидиш први меѓу еднаквите во покрај црковниот одбор, покрај домаќините, да дојдеш, да бидиш готвач, да направиш да биде готова и вечерата и да биде, да речеме, и ручекот. Слава му на Бога, тој ме покане одека и така сум дојден. Значи не е ништо случајно на овој свет. Како сега како што го водиме овој разговор, значи и овој разговор не е случајно, сепак е со Божја промисла. Така и со Божја промисла еден ден црковниот одбор од село скочи, ми се јавија, ми вика вика дали ќе може да дојдеш да ни изготвиш кај на сејадењето, вечерата, ручекот да ни ги спремаш. Викам со Господ напред, зашто да не, и чест и задоволство ми што сум баш покане тука и да ја спремам сето тоа, да го спремам овдека ше. Овој ми е втор пат ке што идам, поправо трет пат ми е овдека, првиот пат беше за зимски Свети Архангел Михаил, готвев тука, задоволни беа црковниот одбор, па ако не беа задоволни немаше сум и јас тука покане. И после бев за Свети Наум во горниот манастир, сега со Божја помош сум и на Свети Архангел Гаврил тука, иначе јас овдека мислам идам прв пат овие години што се вика зборот, иначе јас готвам повеќе години. Преку 25 години сум во манастирот во Свети Илија во Грнчари. Таму го готвам јадењето од ко превзедов од спокојниот дедо Колјо, Бог да го туше прости целиот, ми го предаде занатот натака и продолживме. На Светана сум во Малоишта. Истаму сум во повеќе години,
И во попратни други манастири сум исто така, кај што бил повикан, сум ана. И до сега никаде не се одел со надоместок, например, со пазарење, со цена, со тие работи не. Господ си ги редит работите и Господ си ги намести работите. Нека ти е здрава, жива фамилијата и твојата што се вика и на сите нас и нека е денов за нова години. За много години да биде Господ на помош да биде здрави, живи, весели, повесели да сме в година и да сме здрави, живи повторно да се да само може. Старите велат многу пати, немој да го чепкаш готвачот, дека си ја брка работата, да не му загори ручокот или вечерата. Ама може да се ако се задржите тука и за да сте за нешто ви мирисат. Тоа ќе се задржите. Значи, да видам реален, ете тоа ќе му пренесеме на нашите гледачи на продуцијата Марија Филм. Иако вкусот, мирисот не може да го почувствуваат, но сепак едно би рекол, инстинктот во кујњата, особено во манастирската кујња, кога се прави манастирско горичко гравче, е многу поубав него што се вика на обичната. Сепак имаме благослов од Бога. Нека дела за многу години. За многу години да бидат здрави, живи, весели. Почитувани мои, предлагам во продолжение на оваа репортажа да го проследите документарниот запис од утринското богослужение кој што овдека се одржа во многувековниот Скочивирски манастир, чие име го носи на светителот Свети Архангел Михаил во продолжение на оваа репортажа. Прекрсти се, помоли се и земи да работи што и да било. На пат трни прекрсти се, Господи Боже, мене грешниот имај ме во раката, или кој ќе стигнеш таму на одредената цел. Ти благодарам, Господи, што ми го благослови патот. Да ни го покаже патот на спасението, затоа што животот секогаш бил тежок на христијанинот. Уште од самото доаѓање на Господа Исуса Христа, па до ден денес јаве сите војни се на верска база, сите бараат царот да дојди небесен, кој што ќе му дај огромни богатства. И денешните војни се војни за територии, за богатства, но заборавивме сите дека голи дојдовме, боси дојдовме и така треба да си отидеме. Но богати треба да си отидеме во нашите души, исполнети со љубов, мир, благосостојание. Нека светите ангели, архангели не чуваат, не пазат, не поучуваат, не покрепнуваат во моментите кога ние паѓаме. Нека ги устиши Господ во нашите молитви, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Почитувани мои, не ми се напушташе селото Скочивир, но морав да си заминам,
затоа што ме чекаат и другите села во Битолскава регија и за нив да направам видео документарни записи, со едно ветување дека повторно ќе наминам овдека во селото Скочевир, само Господ на сите нам живот и здравие да ни дава.